Боровиот четник ја пустоши шумата во Виничко. На удар се над 1000 хектари под бор на 3 локации: Самовилец, Превалец и Бандера. Во моментот во општина Виници имаме некаде околу 920 хектари кои сме ги регистрирали со напад од боров четник, и тоа моментално каде се наоѓа на место викано Бандера е многу јак напад од боров четник, додека на другите места е со јак напад. Третирањето најрано што може да се изврши е во наесен 2019 година. Од страна на професорот се земаат мостри, испитувања и сите тие анализи ќе покажат каков начин на третирање ќе биде преземено од нивна страна. Ваквата инвазија на боровиот четник е резултат на неговото долгогодишно игнорирање. Повеќе од 10 години не е организирана никаква акција за третман на боровиот четник во Виничкиот крај, што Виница ја става висока на листата на подрачја, каде состојбата со овој штетник е алармантна. И за ова година беа препорачани мерки за уништување на боровиот четник на 10.000 хектари, нешто повеќе, околу 11.000 хектари од цела Македонија, а беше офатена и ова површина во Виничко, која е екстремно загрозена, каде е нападот многу јак. Меѓутоа, Министерството не одвои средства за ова година, меѓутоа со овие последни истражувања треба сериозно да се размислува, пошто веќе боровите култури, стеблата во нив се крајно загрозени. Дури дефолиациите, како што можеме да видиме, со 100% нема листна маса на нив. Освен во Виница, состојбата со боровиот четник е лоша и во Кочани, Свети Никола и Штип. Ова се трите општини каде итно мора да се интервенира и да се преземат мерки за негово уништување. Воспротивно, оно што нема да го исечат дрвократците, ќе го исуши боровиот четник, што ќе доведе до трајно намалување на ионака малиот шумски фонд во овој дел од истокот.